Почитувани, добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на подкастот на ВМРО ДПМН зборува Унија на жени. Во оваа епизода зборуваме отворено и искрено за предизвиците, пречките и успесите на жените во политиката. Преку личен приказ и искуство ќе видиме како изгледа патот до успешна жена политичар. Наша гостинка вечерва е господјата Лилјана Затуровска, национален координатор за локална самоуправа во владата на Република Македонија. Ви благодарам на поканата, добро вечер од мене и еве ова нека биде еден заеднички апел од денешнава емисија да испратиме до сите жени, да ги охрабриме да ни се приклучат во политиката, затоа што таа е една од моќните алатки за остварување на нашите права и можности. Така, ќе започнеме најнапред од почеток. По вокација сте дипломиран инженер-архитект, но повеќе од 20 години сте активна во политиката. На повеќе партиски, но исто така и на високи државни функции сте биле досега. За почеток, која беше вашата инспирација да влезете и да се занимавате со политика? Интересно прашање, затоа што одговорот е многу едноставен. Тоа е реалноста, секојдневието. Тоа ме натера искрено затоа што ако сакате нешто да промените во средината во која што живеете, ако сакате да имате можност да креирате нешто што ќе остави бенефит кај секој еден граѓанин, ако сакате или се надкревате и од поривот дека промената е она што навистина нешто ни треба во средината, тогаш сите одговори на сите овие прашања кои што секојдневно верувам и секој еден од нас си ги поставува, на крајот не води до една заедничка точка, тоа е политиката. Нема да речам за жал дека политиката е таја која што на некој начин се допира до секој една пора во општественото збиднување, но доколку секој еден политичар правилно ја практикува и применува во она што значи да се направи нешто одредено, нешто во сферата на земјоделието, на здравството, на образованието, од кој што бенефит ќе има поголемата категорија на граѓани, тогаш ќе речам да, политиката е таа која што е една моќна алатка во рацете на секој еден кој што сака да овозможи било каква промена. Како што кажавте, по вокација сум архитект и имав одскочна даска, да речам, преку мојата имагинација, преку архитектурата, исто сум урбанист, иначе по специјалност, во делот на просторното урбанистичко планирање, да го дадам својот импакт во просторот или во сферата каде што архитектурата е главен актер. Но еве решив да се занимавам со политика и верувајте, многу често и самата си го поставував прашањето што е одна што ме натера и барав некоја допирна точка помеѓу архитектурата и политиката. Ке речете, можеби тоа е чудно, но верувајте дека има доста тоа што архитектурата си наликува или политиката наликува на архитектурата. Ако архитектурата е една уметност која што ви дава вашата креација, вашата инспирација, вашата некоја желба која што не е остварена, сон да го креирате преку архитектонско дело, верувајте исто така и политиката преку како уметност, ке речам на некој начин треба многу добро да одмери, да измери пред да тргне права линија за да направи некое дело од кое што бенефит ќе имаат сите граѓани. И политиката, и како архитектурата, мора секој еден сегмент, секоја една коцка да биде правилно сместена, сложена во местото каде што му е местото. Секој еден детал, како и во архитектурата, така и во политиката, ако штрчи, ако не е ставено на правилно место, тогаш не го добивате целото и на крајот последиците од сето тоа недобро креирано, испланирано и имплементирано, верувајте се далеку сеžни и можат да доведат до уште поголеми аномалии во рамките на системот во кој што живееме. Значи, мојот едноставен одговор е реалноста и секојдневието, за да можам да допринесам за промена во нашето општество, е мотивот кој што ме натера да се занимавам со политика. Така. Велат, патот на жената за влез во политичките води е трнлив и е испрепречен со бројни препреки. Каков беше вашиот пат во сферата на политиката? Видете, кога се работи за жена,
тогаш можам да кажам навистина не е патот до успехот, без разлика дали сакате да се занимавате со политика или сакате на професионален план да успеете, никогаш не бил едноставен, секогаш одел од потешката страна, да кажам, и секогаш бил испреплетен со мноштво бариери, препреки, предизвици, и за тоа жената да го надмине потребна е огромна храброст, огромна мотивација и секогаш да бидете стамена, достоинствена и да обстоите на тоа што се го наумиле да го направите. Така да, многу е тешко, верувајте, не е така едноставно, сигурно и вие тоа го имате почувствувано, затоа што во едно вакво општество во кое што живееме, за жал и пошироко, еве ќе кажам на Балканот, каде што се уште владе онај традиционализам во верувањето дека жената е предодредена исклучиво нели да биде во домот, да се занимава со фамилијата, да ги воздигнува и воспитува децата, растргната помеѓу професионализмот и традиционалното, не е баш така лесно да се успе. Но секој еден кој што наумил да се занимава со политика мора да поседува и одредени карактеристики кои што се многу важни да се имаат, а тоа се да бидете достоен на она што сакате да го пласирате, да бидете стамен и секогаш да бидете упорен во она што сакате да го остварите. Одлично кажано. Какво е вашето мислење за тоа дали постојат еднакви аршини во политиката помеѓу мажите и жените? Ако живеевме во некое модерно општество, и повторно ќе повторам, а не во едно патриархално, традиционално општество, можеби ќе кажав да, постојат исти аршини во борбата за местото, ќе кажам, на политичката сцена. За разлика од тие модерни општества и демократии, во Република Македонија, за жал, се уште стојат тие стереотипи и тие предрасуди за тоа дали местото е предодредено да биде за маж или предодредено да биде за жена. Значи, аршините, кога мерливиот систем е во прашање, во однос на одредена позиција, дали треба некој да биде пратеник, советник, министер и градоначалник, верувајте дека не се мери подеднакво како што би требало тој, како природата што налага. За жал, ние жените ќе треба многу повеќе да дадеме од себе, да се докажуваме, за да може на некој начин да падне тоа во очи, за да може вие да го остварите сонот кој што сте планирале да го остварите. Во спротивно, секогаш листите за пратеници или за советници би оделе нели со имиња машки, да речеме Марко и Петко, ама третото ќе биде празно, за да се види кои од жените ги остваруваат критериумите за да бидат пратеник, и покрај сите оние квалитетни жени кои што ги имаме еве и во унијата на жени, униите на жени, навистина добро си ја одработиле работата не само во ВМРО ДПМН, верувам и во другите политички партии, со анимирање на доста професионални жени кои што се докажани во својата професија, кои што пандан рамо до рамо, верувам, со мажите можат да се најдат на било која позиција која што ќе биде предодредена на некој начин да се води од жена. Така. Жените обично во политиката влегуваат водени од некаква амбиција. И вие, предпоставувам, нормално е да се водите од некаква амбиција. Дали при реализирање на таа амбиција наидувавте на отпор или пак на поддршка од вашите пријатели, роднини, сопартици и така натаму? Интересно прашање, и сега ќе си земам за право да се вратам во периодот кога бев пратеник во Собранието на Република Македонија, затоа што верувајте, токму парламентот, Собранието е местото или да речам еве кујната каде што се случуваат, каде што се куваат сите оние работи кои што мора да се стават во законска рамка за да видат реална виделина во местото и во просторот. Многу сме се среќавале со проблеми во делот кога треба да излобираме некое прашање кое што е конкретно поврзано со потребите, со барањата, со унапредувањето на правата на жените.
Верувајте, бара многу напор и многу, како да речам, убедување, лобирање кај нашите колеги пратеници, за да ја сватат поентата која што со решавање на тоа прашање или со ставање на маса на тоа прашање за да се изнајде решение за решавање, навистина се решава еден горлив проблем со кој што жените се случуваат во општеството. Верувајте, не секогаш сме наидувале на одобрување, но упорноста и овдека ќе кажам, која што жените ја имаат како карактеристика во себе, секогаш доведуваат до, не во сите моменти, но во поголем број на случаеви да успееме во намерата која што си ја имаме пласирано или зацртано како цел да ја оствариме. Зад вашето име денес може да се спомене дека стои податокот дека бивте 4 мандати пратеник во Македонското собрание. Вие бивте подсекретар, бивте членка на Централниот комитет на партијата, чинам 14 години. Бивте членка на Извршниот комитет на Унијата на жени исто толку години, мислам. Бивте организационен секретар, генерален секретар на Унијата на жени 3 мандати. Да. Навистина големи партиски функции во реализирање на сите овие задачи кои што биле пред вас како предизвик. Постојано бевте и мета на омаловажувања, на дискредитации. Како се справувавте со овој проблем? Видете, кога некој се определил да се занимава со политика и да биде јавна личност, без разлика со политика и некоја друга јавна функција да обавувате во општеството, секогаш треба да бидете спремни дека ќе наидете на голем број на критики, отпори, девалвирање и така натаму. Но постојат различни критики од критики. Некои се добронамерни критики на кои што треба со посебно внимание да се осврнете кон нив, добро да ги анализирате и да го земете сето она што е позитивно за да не ја направите и истата грешка која што евентуално сте ја направиле во текот на своето делување. Но постојат и такви моменти кои што за жал доаѓаат од одредена група на луѓе, ќе кажам, кои што не им е намерата да дадат позитивна критика или да ве подучат за нешто што треба да го направите. Напротив, тие се со една крајно девалвирачка основа, која што ве дискредитираат на секоја една основа, која што сакаат, например, на некој начин да ве истурнат или да поместат од патот кој што сте го зацртале и целта која што сакате да ја остварите. И сметам дека тоа е многу нехумано, многу нечовечко, многу подло и пред се девалвирачки. За жал, многу во рамките на собранието, жените политичарки, претеничките се соочуваат со вакви проблеми и за жал се уште се соочуваат, затоа што не може да се најде некој, да речам, лек или еве некое решение за да може сето тоа да се отстрани, некоја законска легислатива со која што ќе можат сето тоа на некој начин да се стопира. Но како и да еве една порака до сите жени кои што се занимаваат со политиката, нека не ги изместува тоа што некој на некој начин сака да ги девалвира во секој еден поглед. Напротив, тоа треба да им биде како мотивација или еден добар сигнал дека се наоѓаат на вистинскиот пат и дека она што го прават, навистина го прават со добра намера. Разговоров со вас се навистина мотивирачки за сите жени кои што одлучиле да се занимаваат со политика. Во моментов реализирате државна функција, вие сте национален координатор за локална самоуправа во владата на Република Македонија. Кажете ни нешто накратко во врска со вашата сегашна функција во владата. Исклучително ми е драго што обавувам навистина една ваква функција национален координатор за локална самоуправа при владата на Република Македонија. Каде што можам, еве сега и на професионален план, како дипломиран инженер, архитект, урбанист, да можам на некој начин и тука да се најдам и да можам да допринесам во остварувањето на сето она што се мисли во рамките на локалната самоуправа со сета нејзина комплексност која што ја има. Самата функција национален координатор кажува дека треба на некој начин да се координираат одредени мерки, политики, стратегии
кои што се креираат од владата на Република Македонија и се разбира Министерството за локална самоуправа, кои што се главните сегменти во една цела структура која што ја викаме локална самоуправа. Не се во прашање значи да се координираат само општините меѓу себе, меѓу тоа е еден комплексен систем од чинители кои што се во целокупниот систем кој што мора на некој начин да се координираат меѓу себе ако сакаме да имаме ефективни и ефикасни локални самоуправи. Вие знаете дека локалната самоуправа со сета своја комплексност која што ја има, со сета своја со сите своји програми, надлежности и така натаму, се во постојана комуникација и врска буквално со сите со секое едно министерство, затоа што имаме одредени некои сектори кои што со процесот на децентрализацијата општината ги има преземено да ги извршува. Но тоа не е тоа така доколку немаме координација и кохезија во работата која што се одвива. Исто така тука е и граѓанскиот сектор, невладините организации кои што на некој начин треба да бидат поврзани и да имат голем удел и импакт во работењето на локалните самоуправи и се разбира меѓународните невладини организации кои што во нивните агенди кои што се занимаваат со проблемот на локалната власт и локалната самоуправа, верувајте дека во нивните агенти на високите приоритетни места се наоѓаат локалните самоуправи. Во моментот сум и член на законодавното тело кое што е концепирано во рамките од Националниот демократски институт NDI заедно со швајцарската и шведската амбасада во насока на остварување на проектот кој што треба да следи, во кој што се мислам офатени 7 општини, но со тенденција тоа да се прошири во насока на подобрување на ефективноста и ефикасноста во оние сегменти од локалните самоуправи каде што се смета дека генерираат одредени коруптивни дејанија. Значи, се на се тоа е еден спектар на активности кои се дава во можност на националните координатори во областа која што ја застапуваат да ги менаџират на некој начин и да дадат определен импакт. Многу е важно да кажам дека имам доста допирна точка со мојата претходна функција со парламентот, затоа што имам можност, ако детектирам одредени слабости во имплементирање на одредено законско решение кое што треба да се имплементира в рамките на работењето на општината, наместо да е проактивно, тоа се јавува на некој начин кочничар во остварувањето на одредени проблеми и прашања, тогаш имам можност да интервенирам со одредени измени и дополнувања во рамките на законското решение, имам простор и можност доколку сметам дека за некоја област недостасува некое законско решение, имам можност да интервенирам со ново законско решение, како што и во моментот бев на некој начин вклучена во сите тие консултативни разговори кои што ги имаше Министерството за локална самоуправа при креирањето и концепирањето на новото законско решение за локална самоуправа. Мојата функција не е статична, не е само да се седи во канцеларија, него напротив е длабоко флексибилна и бара голем број ангажман, голем број на контакти, за да се најдат начини за решавање на проблемите кои што ги имаме. Гледано од денешна перспектива, дали сметате дека имаме потреба од повеќе жени во политиката и дали на кој начин вие би ги мотивирале жените со оглед на она што претходно го зборувавме, бевте соочени и самата со бројни пречки, предизвици, додека да дојдете до сите тие позиции? Не само нашето општество, него и пошироко и секаде во светот верувам дека се соочуваат со еден предизвик за поголемо вклучување на жените во политиката. Верувајте, не случајно, доколку имаме повеќе жени во политиката, имаме на некој начин омекнување на политиката и само во тој момент, ако имаме голем број на пратенички, голем број на советнички, затоа што таму е местото каде што се креираат сите политики кои што се поврзани со жените, ќе можеме на маса да ги ставиме темите кои што се од исклучително важност за статусот на жената во општеството.
Ако направиме една компаративна анализа со периодот од самиот почеток на осамостување на нашата држава, ќе видите дека имало само по 2 или по 3 претенички во рамките на собранието, односно во рамките на парламентот, и на нив сигурно им било многу тешко кога требало некоја женска тема да се стави на маса и да се најде соодветно решение за истата. Но кога имаме поголем број на жени политичарки, верувајте се, донесоа на голем број на законски решенија, што значи подобрување улогата, подобрување и на статусот на жената во рамките на општеството и на голем број проблеми кои што таа се судрува во општеството, дали биле тие здравствени, едукативни, социјални, семено насилство, човекови права, женски права и така натаму, породилно отсуство и така натаму, значи тие се сите прашања кои што на маса се ставија во тој момент кога имаше доволен број на жени парламентарки кои што со својот импакт и со својата работа довеле до нивно обелоденување и ставање пред јавноста и секако наоѓање соодветни мерки за да се најде соодветен механизам за нивно решавање. Навистина тоа е една долга битка. Сум била вклучена во доста процеси, знам колку е мачно, но морам тука да потенцирам и тоа дека униите на жени, унијата на жени на ВМРО ДПМН, верувам и другите унии и женските организации кои што се занимаваат со статусот на жената, дадоа голем импакт во она што значи демократизација на општеството и вклученост на што повеќе жени во политиката. И верувам дека тоа во иднина треба да биде уште поактивно и што повеќе жени да бараме да се вклучат. Што според вас сметате дека е потребно да се направи за да се вклучат што повеќе жени? Ако мене ме прашате, тогаш мислам дека главниот фактор за вклучување на жените во политиката треба да биде незината професионалност, треба да биде незината, како да кажам, успешност во она што го обавува, дали во локала, дали во централно ниво, значи да е успешна во работата. Но, за жал, пак ќе повторам, живееме во едно такво општество, каде што ќе треба да се најдат други механизми кои што ќе овозможат зголемување на бројот на жената. Не сум задоволна и нема да кажам дека сум горда со воведувањето на квотите во рамките на повеќе советнички и повеќе парламентарки во рамките на собранието, но во една ваква констелација во која што живееме, видовме дека тоа е сепак добар механизам или добра алатка за зголемувањето на бројот на жените. Да, имаме сега над 40% жени во парламентот, во советничките листи, мислам дека некој процент помалку, но меѓутоа и тоа не е на ниско ниво, како што имавме по една, по две жени на листите, него напротив, многу тоа е подобрено. Но во иднина ќе треба да се занимаваме со некои други модели за вклучувањето на жените, да ги имаме што повеќе во извршната власт, да најдеме некој модел. Гледаме тука дека не сме успеале да се наметниме како жена, значи и тука треба можеби некоја квота да видиме кој е механизмот кој што ќе дозволи повеќе жени да имаме на тие жешки столчиња и во рамките на локалната самоуправа каде што стоиме, можам да кажам, катастрофално во делот на жени градоначалнички. Мада во минатите локални избори можам да кажам дека во ВМРО ДПМН секаде каде што има председавач на совет, мислам дека има жена и тоа е еден голем исчекор кој што треба вака да се признае. За крај на вечерашниот подкаст ни остана прашањето само која е вашата порака до жените? Јас би порачала на жените да си го слушнат внатрешниот глас, да не го задушуваат. Напротив, јасно нека го искажат. Затоа што искажаниот глас значи дека се бара на некој начин можност во нештото за да стане реалност. Жените до успехот или до целта единствено можат тоа да го направат доколку се консолидирани, доколку се единствени во намерите кои што сакат да ги остваруваат. Затоа нека не се плашат,
Да, има многу предизвици, но и покрај тоа колку политиката изгледа сурово и круто, сепак верувајте еден многу добар механизам преку кој што ќе можете да ги остварите вашите идеали во општеството. Почитувана госпоѓо Затуровска, јас искрено ви благодарам за вашето учество во вечерашниот подкаст и ви благодарам што со нас ја споделивте вашата успешна приказна. Вечерва зборувавме за гласот на жените, за предизвиците, но и за надежта, за тоа како изгледа политиката кога таа добива женско лице. Почитувани, се гледаме следниот понеделник со нова гостинка и со нова тема. Имајте убава вечер.